Популарната актерка Синди Свини моментално го промовира својот нов биографски филм Кристи во Лос Анџелес. Покрај бројните колеги актери на црвениот тепих и се придружи и член на семејството, нејзиниот татко Стивен Свини, кој ретко се гледа во јавноста. Но најголемото внимание на вечерта го привлече драстичната промена на имиџот на актерката. Наместо долгите кадрици што обично паѓаат под нејзините рамена, јавноста беше шокирана кога ја забележа нејзината фризура боб, популарен есенски тренд и за оваа година. По овој повод, колористот Джейкоб Шварц и нејзиниот личен фризер Глен Коко разговараа за Vogue. Синди имаше промена и знаете, бараше нешто големо за својот момент на црвениот тепих за премиерата на филмот, вели Шварц, додавајќи: ова беше вистинскиот момент да се направи нешто смело, нешто драстично. Новата боја на косата е многу посветла од претходната, повеќе ледено руса боја, која ги истакнува нејзините сини очи и сите нејзини атрибути. Популарната пејачка Рита Ора обожава да го покажува своето извајано тело, особено на Инстаграм, каде што има армија обожаватели. Неудавна објави речиси гола фотографија, а сега ги изненади сите со уште една објава. Не станува збор за уште една разголена фотографија, туку за нова фризура. Таа имаше кратка коса со бујни локни, со што сакаше да и одаде почит на една дива, актерката Мерлин Монро. Покрај тоа, и остатокот од облеката беше впечатлив, именно виолетови хеланки и црно боди кое ја истакнуваше нејзината витка фигура. Додаден црно палто кое на целиот стајлинг му даде допир на стар холивудски гламур. Изненадувачки поп-ап настап, напиша кратко во објавата, а потоа започна лавина од коментари. Корисниците на Инстаграм ја забележаа сличноста со Мерлин Монро, а пофалбите одеа во таа насока. Македонските танчари од Eureka Dance Company викендов ја освоја титулата на светското првенство во танц кое се одржа во Љубљана, Словенија. Со својот извонреден настап на кореографијата You Against You, тие успеа да се изборат за златото и да ја запишат Македонија во историјата на светскиот танц. Уште поголема радост предизвика фактот што второто место исто така го освои македонска танцова група, па целиот победнички подиум беше обоен во црвено-жолти бој. Двете екипи заедно ја исполнија македонската химна, создавајќи емотивен и горд момент за сите присутни. На сцената бевме 58 танчери. На првенството учествуваа околу 4300 учесници од 33 земји. Македонската химна се пееше на цел глас, емотивно е мал збор, испишавме историја, порача од студиото Eureka Dance Company. Второпласираните танчари настапија со кореографијата Учи ме мајко, карај ме, која исто така го воодушеви жирито и публиката со својата енергичност и изразена емоција. Со овој успех македонските танчари уште еднаш потврдија дека талентот, посветеноста и љубовта кон танцот не познаваат граници. Многу емоции и изненадувања вети Калиопи за престојните акустични концерти во Скопје кои се закажани на 14 ноември, 6 и 7 декември во Македонска филхармонија. Не кажувам со кои песни, колку песни, очекувам публиката да се изненади од новите акустични концерти во организација на Прагма со кој соработувам веќе година и пол. Ветувам ново музичко искуство со бендот и гудачки квартет на сцената, изјави денеска на пресконференцијата поп звездата Калиопи. За неја, како што рече, е најважна публиката и енергијата што ја црпи од неа без разлика во колкав број е таа. Секогаш, вели Калиопи, ми е важна интеракцијата со публиката без разлика дали е на интимен простор или на стадион. Очекувам дека филхармонија сите 3 вечери ќе биде исполнета со многу луѓе и емоции, љубов и по некое плачење кое нема да биде од тага, туку од среќа, рече Калиопи.